Глобалната слобода продолжи да се влошува и во 2023 година, што е тренд кој трае 18 години поред, соопшти Freedom House во најновиот годишен извештај Слободата во светот. Македонија останува во категоријата делумно слободни земји, во друштво со Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Унгарија, Украина и Молдавија. Најголем пад за последниве 10 години од државите во регионот имаат Србија, која бележи пад за 21 поен, како и Босна и Херцеговина со намалување на 10 поени. Според најновиот извештај за нашата држава имаме 67 поени, колку што проверив тој еден поен помалку од претходната година кога имавме 68 поени. И во она што Freedom House го кажува за Македонија, зборат дека станува, потенцира за тоа дека станува збор за парламентарна држава, во која се соочува со големи проблеми од областа на корупцијата и каде што граѓанскиот сектор и медиумите имаат определени притисоци и немаат независност. Според Freedom House, клучни двигатели на глобалниот пад се изборните манипулации, војните и нападите врз плурализмот. Речиси 38% од луѓето во светот сега живеат во земји оценети како неслободни, 42% живеат во делумно слободни земји и само 20% живеат во слободни земји.